Почитувани гледачи, ги следите регионалните вести. Почнуваме со најавените содржини. Министерството за образование и општина Тетово ќе настојуваат гимназијалците од наставата по македонски јазик да добијат училници во рамки на гимназијата Кирил Печиновиќ. Интеграцијата од учениците е една од целите кои се стремат институциите при решавање на просторниот проблем. Помеѓу Министерството за образование и општина Тетово постои интензивна комуникација со цел да се најде решение за просторниот проблем за гимназијалците од наставата по македонски јазик, кои засега учат во два други објекти, вели заменикот министер за образование Спиро Ристовски. Тој денес беше во посета на Тетовското основно училиште Гоце Делчев, во чии училници привремено учат гимназијалците. Навистина станува збор за еден сериозен проблем, кој што со право ги тангира граѓаните на Тетово и учениците во рамки на општина Тетово, секако и нивните родители. Ние сме во последно време во интензивна комуникација, уште поинтензивна со општина Тетово околу решавање на овој проблем, бидејќи лично сметам дека не е во ред да учат гимназијалци и ученици од основно образование заедно, а истовремено пак мојот личен став е дека решението треба да се бара во со заеднички сили да обезбедиме заедничко изучување и следење на наставата на сите среднисти во Република Македонија и во општина Тетово, заради тоа што процесот на образование не треба да се поврзува ни во ниеден момент со етничкиот состав или со етничката припадност на учениците. Напротив, согласно политиките на Министерството за образование и наука, неопходно е да се обезбеди интегриран систем на образование на сите ученици заедно, така да нашата цел како Министерство за образование и наука ќе биде да се обезбеди заедничко функционирање и учење на учениците во гимназијата без разлика на нивната етничка припадност. Постојат известни урбанистички пречки од аспект на утврдување на локација, но ви уверувам дека максимално сме заложени и ние и општината да најдеме решение на овој проблем. Повторно ќе кажам, нашата цел е сите ученици, и македонци, и албанци, и другите етнички заедници да учат заедно, затоа што тоа е најдобриот приказ на мултиетничкиот соживот кој што ја карактеризира Република Македонија, а посебно општина Тетово. Министерството во основното училиште инвестираше 8 милиони денари за промена на прозорците. Со пари на општината се заменил и дотраениот инвентар. Во рамки на целодневната агенда која што имам во насока на директни средби со граѓаните, денеска сум и во посета на основното училиште Гоце Делчев. Пред се да видам како се завршуваат активностите со промена на столаријата во ова училиште, односно со промената на прозорците, како е училиштето етапно се заменуваат и клупи и инвентар со помош и поддршка на општина Тетово. Во оваа прилика би сакал да информирам дека Министерството за образование и наука за ова училиште одвои повеќе од 8 милиони денари за промена комплетна на целокупните прозорци во ова училиште, со што во разговори со директорот веќе сме уверени дека се постигнува ефектот на енергетска ефикасност и намалување на трошоците за ова училиште, што е една од основните цели на процесот на промена на прозори во сите училишта. Имавме една интензивна година на инвестиции 2015 година, така што за ова училиште може да се каже дека како општина Тетово инвестирахме во промена на инвентарот, училишниот инвентар. Го обновивме со нови клупи и столици, додека пак од Министерството за образование и наука се направи промена на соларијата на училиштето, значи се направи промена на прозорците, каде што имаме повисока енергетска ефикасност во училишната зграда, како од друга страна имаме и подобри услови за следење на наставата во ово училиште. Во ова учебна година ќе продолжиме исто така и во ово училиште, како и во другите училишта, да инвестираме во подобрување на условите за следење на наставата, како да ќе продолжиме и со промена на инвентарот, како и за модернизација на условите за следење на образовниот процес. Според заменик министерот, за 10 години во тетовските училишта за модернизација се инвестирани 500 милиони денари. Амбасадорката на Швајцарија во Македонија Сибил Сутер Тејада беше во посета на општина Гостивар. Главна тема на средба со градоначалникот Невзат Бејта биле проектите што се реализираат во Гостивар со швајцарска поддршка. Мостот што ќе ги спои двата дела на Гостивар ќе се вика Мост на демократијата. Тендерот за негова изградба е објавен денес.
Веста ја соопшти градоначалникот Невзат Бејта при средбата со амбасадорката на Швајцарија Сибил Сутертеада, која беше во посета на општината. Дел од парите за изградба на мостот се обезбедени преку швајцарската влада. Денеска го почнуваме процедурата на тендерување за да се гради мостот што ќе ги спои двете страни на реката Вардар. Мостот што ќе се гради во нашиот град, тој е прв мост што се гради во демокрацијата и ќе го викаме мостот на демокрацијата, што се финансира од швајцарската влада и германската влада и ќе кошта 385.000 евро и треба да се реализира во 2016. Ова е прва посета на гостивар на амбасадорката Сутертеада, која на амбасадорското место е поставена пред 2 месеци. Во својата изјава искажа позитивни впечатоци од мултиетничноста на градот и ја потенцираше важноста на вклучувањето на граѓаните во одлучувачките процеси. Многу е важно што преку проектот Форуми во заедниците кој со наша поддршка се спроведе во Гостивар, се обезбеди учество на граѓаните во власта. Така се создава општина која не му припаѓа само на градоначалникот, туку и на сите граѓани. Исто така позитивно е што градоначалникот ви се обраќа на двата јазика. Сметам дека мултиетничноста што ја имате овде треба да се гледа како голема придобивка и богатство, а не како пречка што е вообичаено. Мило ми е што денес има можност да посетам некои од проектите што се реализираат со поддршка на Швајцарија. Проектите што се реализирани во минатото е проектот на форумите на заедницата, што треба денеска да го посетим. Тој проект има коштано и што го користат нашите граѓани 146.000 евро. Другиот проект што е во реализација за снабдување со вода, за поправување на водоводната мрежа, што е финансирано од швајцарската влада и нивниот народ, што кошта 2.500.000 швајцарски франги и општината 260 швајцарски франги. На средбата меѓу градоначалникот и амбасадорката станало збори за системот е-регулирање, чија имплементација се одвива со финансиска поддршка од Швајцарија. Станува збор за електронски систем преку кој граѓаните ќе може да ги завршуваат административните процедури за разни барања онлайн. Министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири смета дека Југохром не ја запазува социјалната димензија, која беше еден од условите владата да го продолжи рокот за поставување на филтри на оџаците на овој комбинат. Од раководството на Југохром велат дека наредниот месец сите вработени ќе бидат вратени на своите работни места. Условите поради кои на комбинатот Југохром владата му го продолжи рокот за поставување на филтри на оџаците не се почитуваат, изјави министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири. Југохром се уште нема одобрение за градба на системите за отпрашување, а од друга страна ја нема запазено социјалната димензија, која налага сите вработени да останат на работа. Кога владата ја овозможи пролонгирање на рокот, задолжување беше на компанијата 1100 вработени да не ги отпушти од работа и таа социјална мерка он не ја почитува. Замислите, а за таа социјална мерка беше донесена некоја си одлука на влада да му се даде шанса. Во Југохром моментално работа 450 лица. Според директорот на комбинатот Васко Скендеровски, до средината на наредниот месец ќе бидат вратени останатите 600 лица. Скендеровски додаде дека во најскоро време од Министерството за транспорт и врски очекува да добијат одобрение за градба на системот за отпрашување. Тој изјави дека по добивањето на документот веднаш ќе се започне со изградба на системот, проект кој се очекува целосно да се реализира до октомври годинава. Крајен рок кој владата го одобри за поставување на филтри на оџаците. По 2 месеци пауза Југохром го рестартираше производствениот процес на 1 март годинава. Одлуката за прекинот на работата, како што образложи од фабриката, била донесена доброволно, се со цел да се влијае на намалување на аерозагадувањето во зимскиот период.
Средба со фармери од Тетовско организираа денес од јавното претпријатие за стопанисување со пасишта. Инфраструктурата беше посочена како еден од најголемите проблеми на фармерите. Ова е една средба што сакаме да не биде практика во сите општини или градови каде што гравитираат повеќето фармери и што ги користат пасиштата на јавното претпријатие за стопанисување со пасишта. Целта ни е пред се да биде информативен карактер, да ги информираме, пред се да се запознаеме што е јавно претпријатие. Многу фармери не знаат ни која е делатноста, која е улогата на јавното претпријатие за стопанисување со пасишта, да ги информираме за тековните работи што се случуваат во јавното претпријатие и плановите за 2016 од и баш општина Тетово се предвидени неколку рурални патишта да се реконструират и да се отварат некои нови патишта. Пред се збориме за планински патишта, високопланински патишта, што ќе бидат пристап на фермерите до самите бачела и до самите пасишта. Целта ни е да им го олесниме транспортот, значи вложуваме во инфраструктура, зашто тука е најголемата болка кај фармерите. А ова го правиме пред се зашто лани направивме една анкета на самите фармери, исто ваква од информативен картер ги прашавме што е по-неопходно, што е приоритет за нив да се вложи како јавно претпријатие и тие во еден глас беа во тоа дека најважно е патиштата да се отворат. Оти има уште пасишта што транспортот на продуктите, на производот, сирењето го прават со коњи, магариња, мазги, што во овој век веќе не е тоа е веќе треба да е минато време. Баш таму кај што имаме најголеми потреби, таму ќе отвараме неколку патишта за да транспортот да биде што по безболен, да речем пак. Најголем проблем пак ќе се врата инфраструктура, а во инфраструктура влегува и, например, вие знаете, горе немате електрична енергија. И тоа е дел од проблемот. Ние имаме еден проект заедничко со Министерството за земјоделие и владата од програмата за рурален развој имаме средства одвоено за неколку фарми да ги снабдиме со фотоволтаични панели, громобрани и водопоила. Значи тие се така сет на опрема што ќе се дава на определени фармери за да ги користат тие работи. Ќе бидат избор на фармерите, тоа ќе го кажам кој критериум, избор на фармерите ќе бидат тие фармери што се редовни плаќачи на обврските спрема јавното претпријатие и што се поголемите фармери што се. Но оваа мерка ќе се повтори и другата година, не значи дека ако некој добие, некој нема да добие, ако биде успешна оваа година и другата година ќе се повтори оваа. 12-годишно дете пешак завршило на скопските клиники поради повреди здобиени во сообраќајна незгода на улицата Благое Тоска во Тетово. Со телесни повреди се здобило 12-годишно дете во сообраќајна незгода во која учествувало како пешак. Како што соопшти секторот за внатрешни работи Тетово, вчера околу 15 часот на улица Благое Тоска во Тетово се случила сообраќајна незгода во која учествувале товарно возило Volkswagen Caddy управувано од 24-годишен тетовец и 12-годишен пешак исто така од Тетово. Во незгодата пешакот здобил телесни повреди, пренесен е во Тетовската клиничка болница, пошто со возило од брза помош префрлене на скопските клиники. По овластување на јавен обвинител, увид извршила екипа на СВР Тетово и се утврдува причината за незгодата. Мајка пријавила во полиција дека нејзиниот малолетен син ја потрошил целата нивна заштеда во казино. Полицијата евидентирала и кражба во куќа во Челопек, собственост на времено вработен во странство. 47-годишна жена од гостиварска Лакавица вчера пријавила дека помеѓу 10 и 23 овој месец на неутврден начин во нивната куќа биле одземени 14.000 евра и 2.000 американски долари, кои во разни апоени ги чувале во регалот покриени со облека, соопшти СВР Тетово. Според нејзиното кажување, парите најверојатно ги одзел синот на возраст од нецели 18 години и ги потрошил во едно од гостиварските казина. Нешто подоцна малолетниот син во присуство на мајка му и представник од Центарот за социјална работа повикан е во полициската станица Гостивар. Разговарано е со него и потоа е пуштен. Се расчистува случајот и ќе следува соодветен поднесок. Од денешниот полициски билтен и информацијата за кражба во куќа во Челопек, собственост на времено вработен во странство. Како што соопшти СВР Тетово, 43 годишен жител на тетовското село Челопек вчера пријавил дека во периодот помеѓу 13 и 23 овој месец засега не
непознати сторители извршиле тешка кражба во куќата на неговиот зет, времено вработен во странство. По насилното отворање на прозорецот во приземјето влегле внатре, целосно ги пребарале сите простории и од едно од спалните одзеле разновидна бижутерија Сваровски, а потоа со одземеното незабележани од никого преку балконот ја напуштиле куќата. Вкупната материјална штета во оваа кражба се проценува на 22.000 денари. Извршен е увид и се работи на откривање на сторителите и расветлување на поединостите поврзани со кражбата. Во изминатите 24 часа во Тетово наврнаа 20 литри на метар квадратен дожд. Забележано е покачување на водостојот на реките, но без опасност од излевање. Изминативе 24 часа врнеж имаше на целата територија на државата, кои предизвикаа локален брз пораст на водостојот кај водотеците и суводолците, особено во југозападот и истокот од земјата, но покачување на водостојот бележиме и на сите хидролошки станици низ државата. Во Тетово наврнаа 20 литри на метар квадратен дожд во текот на изминатото деноноќие, но без опасност од излевање на реките. Во текот на денот водостојот на реките во горните сливни подрачја ќе се намалува, а ќе следи пораст низ водноводолните текови, вели Васко Стојов од секторот за хидрологија при управата за хидрометеоролошки работи. Вчера беше забележено 78 сантиме на летвата во јагуната, денес е 107. Што е секако под нема опасност за некои излевање. Меѓутоа, знаеме дека има снег на Шар планина и врнежите од снег беа во главном на повисоките места, така да и од тој аспект не очекуваме некои поголеми проблеми. Врнежите беа главно дожд под 1000 метри, така да тоа што се слеа покажува дека не дава некои поголеми покачувања. Очекувано е врнежите да продолжат со смален интензитет, на планините да бидат од снег. Ниските температури на планините ќе го забават истекувањето кон пониските сливни подрачја, а со тоа ќе се намали и притисокот врз реципиентите, вели Стојов. Конкретно тие врнежи што се очекуваат, како што добивме информација од матичарите, не би требало да бидат интензивни. Значи, во главном на планините ќе бидат од снег, така да не би требало директен притисок да се врши врз реципиентите низ воднопотекот и не би требало да има некои поголеми проблеми. Утре ќе се задржи променливо облачно и посвежо време. Во југозападните делови се услови за слаби локални врнежи од дожд и снег. Ќе дува и до умерен засилен северен ветер. За време на викендот и во почетокот на работната седмица ќе преовладува стабилно време, со постепен пораст на дневните температури. Утринските температури на повеќе места ќе бидат под нулата. Истражителите го напуштиле Централен регистар утринава околу 4 часот, успеале да ги соберат сите документи кои ги барале. Нема уништени материјали, дознава 24 вести од извори во специјалното јавно обвинителство. Уште ги чекаат материјалите од неколку подрачни единици на Централен регистар низ Македонија, но и од дирекцијата добиле известување дека и тие ќе им бидат доставени во текот на денот. За сега не се открива за која предистражна постапка и за кој предмет се работи, се уште се води во тајност. Според нашите информации, од како истражителите пристигнале во Централен регистар, биле повикани директорот и службеничките кои работеле на места од каде што биле одземени материјалите. Вчера истражителите на Катица Јанева со неколку полициски службеници ги обезбедуваат сите влизови на Народната банка на Република Македонија со цел да не може никој да изнесе материјали од таму. Во Србија вчера беше уапсен поранешниот директор на Царинската управа Драган Даравелски, по кого беше распишана потерница од страна на македонските власти, потврдија од МВР, од каде што посочуваат дека тече постапката за негова екстрадиција. Апсењето е врз основа на потерницата која е издадена пред повеќе години, но властите во Белград досега не ја реализираа. Даравелски осуден во Македонија со правосилна судска пресуда дека додека беше директор на Царинската управа, ја злоупотребил службената должност и сторил финансиски малверзации со кој го оштетил буџетот. Пред неколку години Даравелски помине известно време во екстрадицијски притвор во Белград, но во меѓувреме стана државјанин на Србија и не беше испорачан во Македонија.
Бриселските бомбаши самоубици Калити и Ибрахим Ел Бакруи планирале напади врз белгиски нуклеарни централи, а псењето на нападјачот од Парис Салах Абделслам ги забрзало плановите на терористите. Браќата поставиле скриена камера пред куќата на директорот на белгиската нуклеарна истражувачка програма. Доказите до кои дошле властите покажуваат дека истата терористичка ќелија стои зад нападите во Парис во ноември, во кои загинаа повеќе од 130 луѓе, и во вонеделните бомбашки напади во Брисел во кои загинаа 31 лица, беа повредени повеќе од 270. Снимката со десетици часови од движењето на шефот на белгиската нуклеарна програма била запленета за време на антитерористичката рација во станот на друг осомничен, што и припаѓа на истата терористичка ќелија, Мохамед Бакали. Кратко време по фаталните напади во Брисел бил евакуиран персоналот од 2 нуклеарни централи во Белгија. Експлозијата во подземната железница во бриселскиот европски кварт, во која загинаа најмалку 20 лица, а 100 беа ранети, според франкофонската национална телевизија, не ја предизвикал само Калит Ел Бакруи, туку уште еден бомбаш. Според видеоснимките од безбедносните камери во самиот воз и на метростаницата забележан е човек кој носи голема црна торба, влегувајќи во метрото на линијата 5. Засега белгиските безбедносни служби не можат да го утврдат неговиот идентитет и дали тој се само разнел со бомба или само ја оставил торбата со експлозив и го напуштил метрото. Владините сили на Сирија денес имаат воспоставено целосна контрола над историскиот дел на градот Палмира, соопшти РИА Новости, повикувајќи се на бригаден генерал од сириската армија. Порано се соопшти дека за последните часови сириската армија заедно со припадници од единицата Пустина Соколи уништи околу 70 терористи од Исламска држава. За времето во кое терористите го контролираа градот, тие речиси целосно ги уништиле древните вредности и антички споменици. Анализата која е направил меѓународниот тим на истражувачи покажала дека двата дела се исти со панелите на Боингот, соопштил министерот за сообраќај Дарен Честер. Заклучокот од анализата е дека тие делови најверојатно му припаѓаат на авионот од летот МХ-370, рекол Честер. Димензиите, материјалот и конструкцијата на двата дела се еднакви со оние на Боингот, а бојата и шарите се согласуваат со истите што ги користи Малезија Airlines, рекол во одвоено соопштение министерот за сообраќај Лиов Тионглај. Денес имавме облачно време со врнежи од дожд и посвежо, дуваше умерен северен ветер. Утринската температура се движеше од -1 до 6 степени, а дневната од 7 до 13 степени. Според управата за хидрометеоролошки работи, утре не очекува облачно време со повремени врнежи од дожд, а на планините снег. Утринските температури ќе се движат од 0 до 5 степени, а дневните од 6 до 14 степени. Тоа беше се што информативната редакција на телевизија КИС подготви за ова издание на регионалните вести. Пријатно!